5 минути со Чавес беа на краток одмор. Кога можат владата и претениците да здивнат, зошто да не можеме и ние? Добро, ние не можеме да си приуштиме одмор на јахта како Заев и Филипче. Туку ги мислам дали се вратени од Грција, дома не се прибрани. Ајде, Заев е политичар во пензија. Што ќе прави во неговата северна, кога веќе нема абер од негово апсење, ама од толку уживање може да страдаат бизнисите во Дубај. Ама па Венко е лидер на партија. Каква таква, а го чекаат и избори. Добро, него изборите му се терет. Беше спремен да ја жртвува и политичката кариера, само да го смениме уставот. Која политичка кариера? Жртвува ја ти јахтата па да видиш колку боли. Кога ги гледам на јахтата собрани Зоки, Венко и оној анонимен лик кој да ти бил кандидат за градоначалник на аеродром, си викам во Македонија не се живее лошо. Она јахтиче кошта најмалку 200.000 евра, што би се рекло има се, може се. Авторот на оваа колумна ќе се кандидира како независен кандидат на локалните избори. Ќе ми се потпишат мојот снимател и монтажер. Ќе се најде уште некој колега гарант да ги појачаме подписите. До ова дереđe ја донесува кандидатурата за независните кандидати за градоначалници и советници, со подписи од домашните да може да се кандидираат. После кога на изборите ќе освојат по 100 гласови ќе се жалат на недостиг од демократија. Европскиот фронт полека, но сигурно се распаѓа. Дури и Мендук Тачи избега од Али Ахмети и Дуј. Изборите биле маскарада, се пожали некогашниот војвода. Море си се заслужувате и двајцата. Бугарите збесна откако Уставниот суд оформи предмет за вториот протокол со Бугарија кој го потпиша Бујар Османи и со кој ни ја скрои капата никогаш да не станеме членки на ЕУ, бидејќи таму има услови кои никој нормален не би ги прифати, освен СДСМ и Дуј. Зашто се работи? Тоа е протокол кој Бујар го потпиша неколку дена откако Ковачевски се согласи да го прифати така наречениот француски предлог, кој не беше никако француски или европски, туку бугарски. Француски беше само целофанот, за полесно да го проголтаме. И можеби најтрагичното во овој протокол е што Османи прифати сите учебници и книги пред да бидат објавени да одат на одобрување во Бугарија. Па браво! Туку Бујар е да те прашам, дали би потпишал ваков договор ако се работеше за албанците, за албанскиот народ, за албанскиот јазик и историја? Се разбира дека не, ама за македонците може, нели? Затоа уставни судии само храбро, барем вие обелете го образот на оние кои имаат 2% рейтинг и се обични пиуни во рацете на политичарите. Главен светски настан неделава беше средбата Трамп-Путин на Аљаска, кој е прв чекор за крај на војната во Украина. Да, потребен е мир за светот да здивне и економски и безбедносно. Што е исходот од средбата на двајцата најмоćни луѓе на светот на Аљаска? Судбината на Украина ќе се решава без Украина. Жално, но вистинито. Веќе е јасно дека Зеленски не се прашува за ништо. Тој дури нема да го потпише мировниот договор бидејќи мандатот му е истечен. Зеленски го играат ликови како фон дер Лајен, Макрон и Мерц, кои отидоа со него на средба со Трамп во Вашингтон да му го чуваат стравот, како дете на заболекар и да му викаат: "Ти ветуваме дека нема да боли, нема ни да осетиш." Навистина е жално кога ги гледа седнати како ученичиња пред кабинетот на Трамп чекајќи да ги прими. Така и треба за нив. Зеленски е пример како ќе завршиш ако веруваш на оние бирократи од ЕУ, кои онака не се прашуваат за ништо. Путин на Аљаска однесе дипломатска победа на гости. 3 бода. Дури доби и покана да ја посети Америка, а оние од Меѓународниот кривичен суд ќе го апсеа, а ЕУ спремаше нови санкции, гревчиња. Украина ќе ја делат како Македонија во Букуреш 914, кога не бевме на масата, туку на менито. На крајот, Украина ќе остане без третина од територијата, Америка ќе ги добие суровините, а Зеленски славата. ЕУ пак ќе ја плати сметката, секому по заслугите.